Почитувани медиуми, почитувана јавност. Вчера бевме сведоци на уште едно самоволие и насилство на владеачкото мнозинство во собранието. Вчера на Комисијата за европски прашања, пратеникот и председател на Комисијата Арбер Адеми дивееше, кршеше инвентар и фрлаше предмети по пратеници. Очигледно, нервозата во ДУИ и СДСМ расте и ја губат контролата. Несанкционирањето на примитивизмот на Талат Џафери, кој пцуеше службеници во собранието и заклучуваше пратеници во пленарната сала, е причина таквото недемократско поведение да продолжи да се манифестира од други членови од мнозинството. Јавноста виде дека вчера на комисијата спротивно на деловникот Арбер Адеми се обиде да заклучи дневен ред, иако имаше пријавено пратеници кои истиот сакаа да го надополнат. Тој ги оневозможи пратениците Снопче, Азири, мене, Милошовски, Петрушевски да го искористат деловничкото право да предложат други точки пред истиот да биде усвоен. Кога беше спречен од колегите пратеници, тој се изгуби тотално, почна да навредува, да влече и удира, да уништува инвентар, па дури и намерно да фрла цврсти предмети, од кои еден го погоди колегата Азири директно во главата. Основот за ова насилие е носење на закон за противправно продолжување на мандатот на Кацарска судиите и Русковска обвинителите, кое владеачкото мнозинство се обидува шверцерски да го протурка. Ова веќе ги преминува сите граници. Ова веќе е класичен пример за кривично дело. Повикуваме јавното обвинителство да реагира, а во исто време бараме да се симне имунитетот на пратеникот Арбер Адеми и да одговара за насилството во законодавниот дом. Очекуваме и пратениците од коалицијата на СДСМ и Димитар Ковачевски да излезат од скутот на ДУИ и еднаш барем да се охрабрат и да санкционираат вакво однесување, бидејќи гледаме дека кога едно самоволие и насилство не се санкционира, тогаш уште поголемо се повторува. Почитувани, ваквата нервоза и насилство го покажува тоталитарното лице на власта. Јас се извинувам. Тука завршувам. Дали имаме прашања? Ние се што е во наш домен, во наша можност, согласно закон и устав, ќе потегнеме и за сето тоа благовремено ќе бидете известени. За почеток, денес е свикана во 12 часот 39-та седница, ќе видиме дали председателот или заменик председателката ќе се раководат според на нивното дека дневниот ред е усвоен и дека е започната расправата. Има еден член во деловникот, тоа е членот 171д, кој што вели дека расправа во ваков случај при закон со европско знаменце и скратена постапка трае 2 дена, но потенцирам зборот расправа. Расправата се уште не е започната, бидејќи имаше пратеници пријавени за процедурално, на кои што се уште не им беше дадена таа можност. Затоа очекуваме денес да го видиме ставот, иако повеќе од очигледен е каков ќе биде, но повторно ќе користиме алатката за процедурални забелешки и уште еден настан кој што е многу битен денеса, веќе е започнат да се одвива во собранието, тоа е заседавање на Мешовитиот парламентарен комитет, на кој што има повеќе средби, тековни активности со пратеници, со координатори на пратенички групи. Тука имаме присутни евроамбасадори од повеќе земји низ Европа, тука ќе биде присутен и неговата екселенција господинот Дейвид Гир, така да баш не интересира што ќе им кажат за настанот пратениците и координаторите на пратеничките групи од владеачкото мнозинство за вчерашниот навистина немил настан. Па јас еве за ваша информација, иако мислам дека тоа дел од медиумите го пренесува, можам да ви пренесам дека утрово колегата Милошовски во полициска станица поднесе кривична пријава пред да дојдеме тука во прес-салата. Имаше исто така информација по медиуми дека дотичниот државен советник, замислете за современа уметност во Министерство за култура, го повлекол фејсбук статусот, но тоа не значи дека за тоа не треба да одговара. Инаку еве како медиуми ве повикувам да проверите со каква пријава
изјавена националност е истиот дотичен господин вработен во Министерство за култура и дали конечно, кога веќе наш не прашувате што би превзеле, јас мислам дека треба конечно да превземат нешто и партиите ДУ и СДСМ, па и извршната власт, односно Димитар Ковачевски, дали е во ред вакви функционери да ни бидат представници во извршната власт. Јас морам да ја подсетам јавност, иако тоа го има во сите медиуми, дека ваков немил настан, односно провоцирање на пратеници од опозицијата со силување за усвојување на дневен ред, кога пратеници се пријавени за процедурални забелешки, имаше прво на Комисијата за образование, председателката Жаклина Лазаревска, која што ден денес нема свикано продолжение на таа седница, каде што насила си сакаше да го усвои дневниот ред. Понатаму, Сонја Мираковска, председателка на Комисија за политички системи и односи меѓу заедниците, каде што насила сакаше да го усвои дневниот ред заради точката Академија за суди и јавни обвинители. И последен таков настан беше Законодавно-правна комисија, замислете, председателка Снежана Калевска-Ванчева, која што исто така насила сакаше да протурка одговор на барање за автентично толкување на член 7 од Закон за игри на среќа и лотарија, закон кој што знаете што значи за владеачкото мнозинство. И никој од овие 4 кои што ги напоменав до ден денес не се осмелија да повикаат продолженија на ваквите седници, затоа што им завршија со неделовнички и противзаконски според нив усвоен дневен ред, а тоа не е усвоен дневен ред, тоа можат снимките добро да го видат. Арбер Адеми, можам да го повикам, тој беше еден од оние кои што беа за поздравување кога на 71-та пленарна седница се втурна меѓу нас пратениците на опозицијата и сакаше да воведе мир, да не настане некаков инцидент. Јас му велев на Арбер дека нема потреба да се грижи, дека не сме ние тие кои што предизвикуваат насилство, дека насилството тие го прават одговорница злоупотребувајќи микрофони, исклучувајќи ги нашите микрофони, за да вчера на Арбер Адеми му се исклучи тотално системот и да почне да не гаѓа со филџани, со цврсти предмети по глава. Можеше и новинар некој од вас да биде погоден вчера. Ете, за таков демократ и за таква извршна власт зборуваме. И не сме ние тие кои што предизвикуваме насилство. Ние само реагираме на овој вид на насилство кој што го кријат позади деловникот и позади ова собрание. Ова е срам што се случува. Малку ако имаат доблест и морал, треба сите подитно денес, не само Арбер Адеми, сите да си поднесат оставка, а барем извинување и оставка на Арбер Адеми, со што би го покриле срамот и на Талат Џафери и на цела партија ДУИ, која што се гордее со тоа што 20 години била на власт. Мислам дека им доаѓа крајот, дека им гори под нозете и затоа вака се однесуваат. Но ние ќе бидеме тие кои што сме трпеливи, кои што нема да подпаднеме на провокации и благодарност или еве, како да кажам, фала на Господ што никој вчера не беше посериозно повреден. Секако, благодарам на прашањето. Значи, овој закон спаѓа генерално во Законот за работни односи. Но, Законот за работни односи правниците би го нарекле лекс генералис. Кога се станува збор за предлог за дополна, за ваква дополна, за продолжување на мандат на судии и јавни обвинители, тогаш треба да се повикаат, односно да бараат, да предложат дополна на Закон за судии и јавни обвинители. Арно, ама тој закон, или лекс генерис беше, тој закон треба да се изгласа, специјалис, се извинувам, треба да се донесе со двотретинско мнозинство. Таа поддршка немаат. Но исто така, заради јавноста да подсетам, 36.2022 година го имаа на своите календари не само оваа тековна година, наназад 6 години. Што мислеа? Сега на 28 на 29 ќе не силуваат нас, ќе вршат насилство за да помине, затоа што мора да помине. Што мора да помине? Мора да помине нивниот криминал и корупција. Тоа тие
да не одговараат утре. Тоа што тие дивеа по улици викајќи дека нема правда и нема мир, но денес гледаме дека се случува сосема спротивното. Денес довербата во судските институции ни е 8%. Зашто понатаму да зборуваме? Зашто? За наместени вакви суди и обвинители, кој ќе верува во нив, кого ќе судат тие и кого ќе штитат. На јавноста многу добро е јасно, како што е јасно, морам да напоменам дека сето ова има еден голем прашалник, а тоа дали може би се прави дефокус од најактуелните теми, а тоа се економската криза, поскапувањето на струјата од 1 јули и секако она што се случува во Брисел деновиве, зашто никој, ниту ние кои што сме представници на граѓаните, ниту вие како медиуми, никој не знаеме зашто се преговара и зошто само се повикуваат декларативно на резолуцијата донесена од пред една година, но никој не кажа дека не одстапува. Туку нешто таму се крчка, па овде некој ќе фрла со филџани врз невини луѓе и луѓе кои што ја бранат демократијата. Знаете како одамна во ова собрание владеачкото мнозинство го има однесено хуморот, па дури оној црниот, ова за мене беше најцрниот хумор. Драго ми е што денес е тука пратеникот Арбер Адеми и живо сум заинтересирана што ќе им раскаже на европратениците и на господинот Дейвид Гир за неговото дивење вчера. А што се однесува до тоа кој му пренел, како му пренел, нека дојде денес во 12, еве јавно го повикуваме, да му кажеме дали е дневниот ред усвоен или тој изуми да констатира дека е усвоен, бидејќи побитни му беа филџаните и тацните да ги мафта по нас.